Симкин. Денеска имаме навистина убави теми за юбилеот на танец, а сега ќе зборуваме и за юбилејно 20-то издание на интернационалниот фестивал Танцфест Скопје 2024. Ивана Крстевска-Јаневска веќе ја гледате и ја вклучуваме Линковски токму на оваа тема. Ивана, добро утро за тебе и добро утро за гостинката. Како што веќе кажав, ова утро ние со танц и музика, па ајде да слушнеме и тука за што се работи. Да, добро утро, Слободанка, до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Пред да го започнеме разговорот, би сакала да им го честитам празникот на сите оние кои што денеска го прославуваат Рамазан. Ке зборуваме, да, како што спомена и ти, јубилеј 20 години постоење на еден од поубавите настани кои што ни се случуваат во земјава, во главниот град, Танцфест 2024. Токму јубилејното издание 20 години постоење започнува утре. А повеќе за тоа што ќе можеме, во какви се представи ќе имаме можност да уживаме во наредниот месец, ќе да знаеме од кого друг како не, од Рисима Рисимкин, ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро утро. Што ни нуди 20-тото јубилејно издание на Танцфест 2024? Па пред се би сакала да нагласам дека навистина сме многу возбудени, бидејќи доживеавме да имаме јубилеј од 20 години за Танцфест, што воопшто не беше едноставно низ годините да се обстане и никогаш да не се откажеме од тоа што е наша визија и цел. И би сакала да нагласам дека на моја голема радост започнуваме со една програма која што е во соработка со Националната опера и балет. Ние ја насловивме меѓу нас паралели, во која што ќе се презентираат 5 македонски кореографи, домашни автори, и се радувам на една ваква соработка со нашата национална куќа и Танцфест, кој што низ 20 изминати години го докажа својот квалитет, донесе некои од најголемите светски имиња од танцовата сцена во Македонија и навистина направи еден огромен импакт врз развојот на современиот танц. Овој месец ќе трае, до 17 мај, ќе го продолжиме април, она што своевремено 2002 го прогласивме како месец на танцот. Годинава ќе имаме можност, една голема програма од повеќе од 35-6 дена ќе трае. Ќе се видат доста македонски автори, домашни кореографи, имаме Moving Balkan, една проект кој што Интерарт го работи исто во соработка со 11 земји од целиот регион, каде што ќе дојдат уметници од тие земји, заедно ќе работиме, ќе креираме, да кажам, ќе имаме една презентација на некаде 17 мај. Утре вечер во Националната опера и балет со една голема свеченост, црвен тепих, да нагласам, ги поканувам сите оние што сакаат да дојдат на настаните. Оваа година целиот фестивал одлучивме, сите настани во Националната опера и балет и во Македонскиот народен театар ќе бидат свечени, ги покануваме луѓето убаво да се облачат, да се расположат, да се наоружаат со добро расположение и да дојдат да уживаат во нашата програма. Утре се господиците од Авиньон на кореографката Олга Панго. На 16 април е Сага во моја кореографија исто со Националниот балет. 23 април Молитви на Александар Ношпал, како креативен директор, би рекла, на оваа представа со кореографите Ивана Коцева, Адријана Данчевска и Саша Евтимова. На 17 април, малку наназад ако се вратиме, го имаме во Младински културен центар програмата со млади кореографи, во кој што ќе се представат двајца кореографи од Австрија, двајца македонски кореографи. Некаде на 30 април е централната, да кажам, прослава и одбележување на јубилеот на Танцфест 20 години во Македонскиот народен театар. Тогаш ќе ја доделиме наградата на, да речем, извонредниот балетски уметник Марин Црвенов, посхумно ја добива и сметам дека е вистински избор за еден ваков јубилеј да доделиме признание на оние што претходно го трасирале патот да може танцот кај нас сега вака да се развива. 11 мај е Табор Република и кореографија на Бобан Русевски и кореографија на Дејан Битровски, и на 17 мај ќе затвориме со она што го
Истакнуваме посебно светска кореографска звезда Мурат Мерзуки, кој што во моментов е и официјален кореограф на Олимписките игри во Париз, со што фактички Францускиот институт во Скопје започнува нивната прослава 50 години одбележување на нивната работа во Скопје, во Македонија. Да, убаво е што ќе имаме можност овој месец и половина речиси да слушнеме навистина истакнати имиња во танцот, истакнати кореографи, но секако и млади кореографи кои што допрва ќе се докажуваат и покажуваат. Како е да се обстои 20 години, 2 години и децени, да се организира, да се прави, да се биде дел од еден ваков фестивал? Да. Па, мислам дека основното нешто што помогна да издржи Танцфест е визијата и желбата да го донесеме светот во Македонија, тоа што значи врвен танцов свет, светски компании, меѓутоа и да се пласира нашата сцена надвор од Македонија, и јас секогаш истакнувам дека Танцфест на некој начин е двонасочна улица, бидејќи ние тука сме ги виделе од Нидерланд Денс театар, од Националниот балет на Португал, Марта Греам, мислам, извонредни компании, Филаданко, Скапино балет, Интроден, сите тие компании на некој начин го одбележуваат развојот на современиот танц во 20 век, и ние успеавме, иако секогаш со многу мали средства, успеавме да донесеме такви светски имиња со цел да направиме некаков импакт. Воопшто не е едноставно, меѓутоа сите знаеме, нели, како секогаш кај нас некои дневно политички актуелни теми ги рушат фактички вистинските уметнички квалитети, меѓутоа јас во една прилика кажав дека Танцфест ќе опстане и ние мораме да одиме напред, и јас со гордост, значи, се осврнувам еве на ова 20-то издание и се надевам дека и следните 20 ќе преживее и ќе го водат млади и перспективни луѓе тука во Македонија. Да, не се сомневаме во тоа, кога работат на вистина квалитетни, амбициозни луѓе кои што си ја сакаат да работат и уживаат во тоа што го прават. Еве, после 20 години постоење, каква е македонската танц публика? Па ние имаме извонредна публика всушност, и Танцфест Скопје на вистина има со години изгради една своја публика, имаме луѓе кои што со нетрпение го очекуваат фестивалот, и ние на вистина со голема радост повторно секогаш се сретнуваме со тие луѓе кои што делумно и ги препознаваме, нели, на секое нивно доаѓање на нашите представи, и мислам дека ќе имаат можност да уживаат и тие во она што значи пресек на една домашна сцена, средба со разни генерации на домашни автори, меѓутоа извонредни странски уметници. Така и оно што верувам дека многу од гледачите, од публиката ги интересира во однос на билетите, каде како можат да си набават за да бидат дел од 20-тото јубилејно издание на Скопје Танцфест. Па билетите се продаваат на местото, значи на билетарниците во театрите каде што се изведуваат представите, тоа се Националната опера и балет, Македонскиот народен театар и Младенскиот културен центар, каде што нели ќе имаме можност да видиме неколку исто представи, меѓу кои што ја би стакнала и представата во која што ќе настапат студентите од катедрата за современ танц на Универзитетот Гоце Делчев преку проектот УГД Чекор кон светот. Тие имаат можност исто така да настапуваат на сцена заедно рамо со веќе истакнати професионални имиња, и мислам дека е тоа од голема важност за нивниот уметнички развој понатаму. Навистина прекрасен фестивал кој што никако не сме да се пропушти. Јас ќе ви дадам уште еднаш честитки за овие 2 децении постоење, 20 години јубилеј, да постоите уште многу долго. Ви благодарам многу и се надевам дека на вистина ќе ужива публиката. Еве, уште еднаш би ги поканила сите да повелат, да ги проследат сите представи на фестивалот. Мислам дека сите представи се извонредни. Да, токму така, сите оние кои што биле веќе некогаш дел, знаат каква е само атмосферата на Скопје Танцфест, така што бидете дел и оваа година.
ги спомена Ресима сите оние представи во кои што ќе имате можност да уживате се до 17 мај. Скопје ќе пулсира во овој месец и половина, речиси, во ритмот на музиката, во ритмот на танцот, што ни треба, нели, повеќе од тоа да бидеме добро расположени, да имаме убава енергија и да уживаме во едни навистина убави представи кои што ќе ни ги понуди оваа година Скопје Танцфест. Баш така, Ивана, и овие фестивали се една стрес терапија за сите нас. Музиката е секогаш добре дојдена. Благодарам и танците, се разбира. Благодарам многу за ова вклучување и за сите овие информации кои што ги споделивте со нас.